За разлика од квалитетот на водата во градскиот водовод на Тетово, која е редовно хлорирана, водата од селските водоводи во Тетовско не е во целост безбедна за пиење. Иако, како што ни потенцира специјалистот по хигиена и здравствена екологија при Центарот за јавно здравје Тетово, доктор Ратко Давидовски, бројот на земени мостри од 92 села е мал и недоволен за да се даде квалитетна проценка за ризикот по здравјето на луѓето, сепак утврдениот процент на неисправни мостри е висок. Во вториот квартал од оваа година извршени се испитувања на 75 мостри од селските средини и од тоа добиени се 18,6% бактериолошка неисправност и 10,6% физичко-хемиска неисправност. Ова се некаде во рамките на просеците на годишно ниво се за овој квартал. Висок е процентот на бактериолошки неисправни води за пиење, односно небезбедни води за пиење. Освен бактериолошката и физичко-хемиската исправност на водата за пиење, има и други критериуми за санитарно-хигиенска оценка за квалитетот на водоснабдувањето, вели доктор Давидовски. Кога кажуваме ние за критериуми за санитарна хигиенска оценка на водоснабдувањето, тука мислиме пред се на микробиолошката и физичко-хемиската безбедност, но и дали ја има во доволни количини, дали каква е санитарно-техничката состојба на изворот, на каптажата, на резервоарот, дали има заштитни зони, како се одржува, дали постои некој што се грижи за тоа, дали се дезинфицира последно, меѓутоа тоа е прво и најважно, и следење на здравствената состојба на луѓето што манипулираат со водата. Според доктор Давидовски, селските водоводи треба да ги управуваат општинските комунални предпријатија. Овие предпријатија треба да преземат обврска редовно да вршат дезинфекција и хлорирање, но и да склучат договори за континуирано мониторирање на квалитетот на водата за пиење со акредитирана лабораторија на Центарот за јавно здравје Тетово. На овој начин граѓаните ќе бидат сигурни дека водата од водоводите во руралните средини е исправна за пиење. Полицијата пронајде тревлива материја при претрез во домот и помошните простории на 44 годишен гостиварец. При претресот реализиран со судска наредба вчера вечер од 20 до 21 часот во куќа од приземје и 2 ката лоцирана на улица 18 ноември во Гостивар, во бањата на првиот кат оставени до кадата, пронајдени се 8 најлонски пакувања со непозната тревлива материја, најверојатно марихуана, ставени во картонска кутија со вкупна тежина помеѓу 8 и 10 килограми. Пронајдената тревлива материја е фотодокументирана со потврда одземена од неговата сопруга, која присуствувала на претресот и ќе се вештачи. За време на претресот инаку гостеварецот не бил во домот и се преземаат мерки и активности за негово пронаоѓање, а против него ќе следи и поднесок, информираат од СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер помеѓу 22 и 3 часот по полноќ спровеле акциска контрола со која биле опатени вкупно 7 угостителски објекти во Гостивар и 1 во Тетово. Се контролирало дали во објектите престојуваат малолетници, дали им се служи алкохол и колку објектите го почитуваат законот за пушење. При тоа во 7 гостиварски објекти не биле констатирани прекршоци против јавниот ред и мир или спротивни на законот за пушење, додека во тетовскиот објект биле затекнати 2 малолетници кои престојувале подолго време од законски дозволеното. Кај едниот од нив на возраст од 17 години пронајден е нож, поради што во присуство на негов роднина повикане во полициската станица Тетово. Разговарано и потоа е пуштен. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува дека согласно законот за прекршоци против јавниот ред и мир, угостителските објекти кои дозволуваат присуство на малолетници подолго од дозволеното време ќе се соочат со поднесоци и глоба која за овој вид прекршок се движи од 1200 до 2000 евра во денарска противвредност, во зависност од тоа дали станува збор за физичко лице или правно лице, и плюс 600 до 1200 евра за одговорното лице.
Покрај ова во споменатиот закон предвидена е соодветна глоба за родителите на малолетниците од 600 до 800 евра, кои ќе бидат затекнати во угостителските објекти подолго од дозволеното време. По палењето на отпадот во дивата депонија на влезот на градот Тетово, што повторно се случи вчера, Сдруженијето Еко Герила излегува со реакција. Општина Тетово и надлежните општински органи уште еднаш ја докажаа нивната неспособност и незаинтересираност во менаџирањето на ситуацијата со дивата депонија и палењето на отпадокот. Сликите и видеоснимките што ни се испратени од многумина граѓани, веќе објавени се низ социјалните мрежи каде јасно се гледа како се пали отпадокот, а пак надлежните општински власти се обидуваат категорично да го негираат, се вели во соопштението на Еко Герила. Градоначалничката на општина Тетово и општинската администрација на градот што граѓаните ги изгласаа, ги потсетуваме дека Тетово е најзагаден град во светот. Повеќе од јасно е дека загадениот воздух е причина за смртта на милиони жители во светот. Приоритетите што им ги понудивте на граѓаните за да ги наседнете за да добиете гласови, сега веќе целосно сте ги изгубиле. И наместо да работите за тоа на нивните семејства да им нудите почиста животна средина, вие јавните пари ги трошите за да организирате бесконечни летни и зимски прослави и манифестации, се вели во реакцијата на Сдруженијето Еко Герила. Исто така тие додаваат, граѓаните на Тетово ќе знаат точно да ги оценат вашите последователни порази и ќе знаат точно како да ве казнат кога утре ќе тропнете на нивните врати за да им го барате гласот, што повеќе од очигледно го користите на штета на самите граѓани, велат од Еко Герила. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија продолжува со серијалот Одблизу, серија на кратки документарни филмови, кои минатата година предизвикаа голем интерес во јавноста. Овој пат Одблизу се фокусира на најголемите загадувачи во државава. За овој регион, за оваа општина, посебно Јегуновце, значи живот оваа фабрика. Зашто 80% можеби и 90% екзистира од самата фабрика. Веруваме и сигурни сме во тоа дека Југохром е најголем загадувач во Полошкиот регион. Јас сум моментално трета генерација како работам во Југохром. Значи дедо ми работи во Југохром, татко па се јас. Еве моите деца раснат овде, ја не би ги дистанцирал од ова поднебје едино, ако се деси тоа би го направил само Југохром ако се затвори скроз. Ние се сретнавме случајно, мајки, загрижени уствари мајки од различните профили по социјалните мрежи. Видовме дека наместо да зборуваме за здрав живот, за здрава исхрана, ние зборувавме за лекување на нашите болни деца, што и секој ден повеќе се разболува.
овде не се памти дека некој починал од загаденост или од условите на работа во ХЕК Југохром. Те уште има луѓе што работеле на најтешки работи во Југохром, а се уште се живи, а и нема сознание дека некој починал како последица од работење во Југохром. Највише се разболеа луѓе што се затвора фабрика, што се отвара. Значи тоа е неизвестно. Самите сметки течат. Само самиот живот иде. И че тој прекин со работа, тој прекин со плата, тоа е многу стресно. Значи Југохром веќе полниш 59 години работи неколку видови на легури. Југохром е една од трите фабрики во Европа која што произведува феросилициум. Југохром не е ниту единствениот, ниту па најголемиот виновник за загадувањето во Тетово и Тетовската околина. Го бараме воздухот кој не загадува заради алчноста на некои кои сакат да создават милиони, труејќи на нас, нашите деца, нашите родители, се што е живо на ова место. Ние не можеме да го запреме дишењето, додека тие можат да го запрат загадувањето. Мене нешто не ми е јасно. Човек може да најде, може да си купи вода, може да се школува во приватни школи, може здравството. Само воздухот не е ист на сите. Значи тие властите што имаат во раце нешто да направат, за воздухот што го дишат и нивните деца, тоа ми е малку чудно. Не можам да го сватам јас тоа. Фабриките се опасни колку за населението кој што живее околу фабриките, толку и за населението кој што живее на одредени дестинации, зависно од правецот на ветровите, зависно од технологијата, зависно од типот на индустријата. Примарно, честичките со својата структура, големина и форма ги затнуваат и дишните, и циркулаторните патишта и представуваат примарна опасност за овие два система. Ги голтаме гасовите и прашините, моментално све од карцином, многу народ испоумреа и болни има многу. Здравието не може никој да ти го врати. Јас сум една од нив, јас имам хроничен бронхит и многу ми е тешко. Ја не треба да гледам во веб страницата на Министерството, туку јас знам само од дишењето, од муката што го имам, јас знам колку е загаден уствари воздухот. Многу нешта има што од природните богатства што ги имаме, не са уште луѓето не го сваќаат тоа што значи природно богатство. Во самата пчела постојат многу нешта корисни за човекот. Пчелариме 30 години и више има, а на органско пчеларење сме се определили од 2005 година. Види, ние имаме договор направено со Балкан Биосерт. Тоа е една организација во склоп на државата. Кога дојдоа тие од Биосерт Балкан овдека, спомнаја дека до 2015 година ќе дојдам ја до сертификатот, дека ќе биде решен со фабриката. И ја памтам тоа и се надејав ја дека ќе почнат да постават филтери едно друго. И денеска тоа не знаеме што како. Па видите, јас сум работел 36 години во Југохром. Сега искрено, штом зборува дека загадува, валјда има нешто тука. Сега тој проблем не се реши. Оставал простор за сумнивоста. Тука е тоа. Како
се ставеше забрана за работа на Югохром, дека никогаш повеќе немаше надеж дека филтрите ќе бидат поставени, а еве се испадна и покажа дека правилно беше решението тоа што бевме толерирани овие години и пол две, кои што беа донесени со одлука на владата на Република Македонија, дека продолжувањето на работата и континуитетот на работата на Югохром ќе доведе до тоа дека ќе се постават и филтрите, како што впрочем тоа сега ќе се прави. Последниве 5 години тоа викаат ние почнавме. Веќе ние нема да веруваме на такви муабети. 30 тони прашина дневно испушта Югохром. И тоа не е малку. Ако се стават филтри по тие стандарди, еколошки стандарди, од Югохром ќе изгледа само 800 килограми прашина. Тоа е голема разлика. Приоритет е, филтри треба подхитно да се стават и друго ќе биде заштитено и населението, и младите, и да може да екзистира, да биде вработени. За ноември месец, додека Югохром работел, загаденоста во Тетово енормно е многу повисока во однос на Јегуновце, каде што е лоцирана фабриката, кај што чада од жаците. Со црвени линии загаденоста во Тетово, додека со плаво е загаденоста на воздухот во Јегуновце. Што се однесува за јануари месец, кога печките беа гаснати, не чадеја, меѓутоа енормно воздухот во Тетово беше загаден. Оваа година 2 месеци не работеше. Првиот месец кога не работеше имаше 30% помалку загадување, додека вториот месец имаше 40% помалку загадување. За екологијата секоја чест. Значи, екологијата може би е број 1, ама ја мислам дека тоа не е пресудно за овој регион и за оваа фабрика. Или народот треба да стане на нозе и да каже дека е решен и дека бара решение за проблемот, или власта треба еднаш за секогаш да свати дека ова е сериозен проблем и дека луѓето ако немаат воздух не им треба ништо друго. Денес имавме сончево и топло време, попладне со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 15 до 19, а дневните од 22 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 8. И утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне во западните планински делови можна е појава на краткотраен пороен дожд со ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 15 до 21, а дневните од 23 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 8.